Има еден вистински случај кој е запишан јули 1983 година, кога навистина се случил не знаеме. Интересен е случајот. Некој човек кој така повозрасен, словен човек, кој се карал на сите, постојано создал конфликти, ги малтретирал луѓето. Така му се слошил еден ден, паднал и умрел. И како што е во тие, нели, по така заостанати места, кај што нема капели, го облекле, го ставиле во ковчег и кога дошло времето, тргнале да го изнесуваат од куќата и да го носат на погреб. И додека поминувале низ прагот, куќата, некој од носачите се сопнал, паднал, го испуштиле ковчегот, треснал, сета сила се искршил и човекот веројатно бил во клиничка смрт и од ударот се освестил. И кога видел како се состојува, и почнал да им вика: "Вие ќе ме утепате, како што правите?" И се викал. И така, и живеел уште известно време, пак така, злобно, во кавги, малтретирајќи ги луѓето. И по известно време, една година, починал човекот. И пак го облекле, го ставиле во ковчег, дошло времето, тргнале, и кога стигнале до прагот, рекле: "Сега, внимателно, многу внимателно на прагот." Внимателно да го поминеме прагот. Верувам дека имаме во нашето обкружување тешки луѓе. Можеби дома, можеби во соседство, можеби на работа. И не верувам дека како христијани посакуваме да умрат тие луѓе, но ако би умреле, не знам дали би се молеле за воскресение. А пак црквата, која е така собрание на луѓе од различна позадина, образование, навики, воспитување, тоа е навистина средина многу поволна така за тензии да се случуваат. Имаме и различни обидувања, животни, филозофски, партиски, политички, доктринални, и возможно е да се најде во средината некој кој е пак и потежок дури од останатите. Посланието до Филимон го спомнав уште пред неколку недели, кога веќе завршувавме со книгата Дела. Таму го спомнав Онисим, кој поверувал за тие 2 години, за време на тие 2 години притвор на Павле во Рим. И тоаш ми дојде желбата малку повеќе добар да последам внимание на тоа послание. И работев и воопшто не знаев на кај ќе ме води изучувањето. И така некако таа тема се издвои, темата за градење на побожни односи кои се угодни на Бог. И во тоа послание имаме 3 главни лика, кои се така многу различни, многу специфични. Едниот од нив автор кој пишува е апостол Јудеин, прво, Јудеин, образован Јудеин, апостол. Тој себе се представува како старец. Му пишува на човек па кој е бизнисмен, богат човек, има робови. Елине, не е Јудеин, во Колоси. А па темата или причината да се пишува тоа послание па еден роб. Тоа е нели сосема трета специфика. Роб Онисим кој избегал, побегнал од имотот на својот господар Филимон, кој е страшно во тоа време страшен прекршок. И имајќи го предвид па и тој контекст, општествен, социјален, во кој робовите немаат никаква заштита. Робот нема право на правна заштита. Тој не може да се викне адвокат на суд. Имајќи го предвид нели таквиот контекст, проблемот е многу специфичен, но во исто време отвора и многу големи врати. Врати во оној духовниот поглед. Само 3 години, има запишено случај од тоа време историски, само 3 години пред Павле да го напише
ова писмо до Филимон, имало вистински случаи за кои се дебатирало во Рим, дури и во римскиот сенат. Имено некој роб губил својот господар, кој бил сенатор, римски сенатор од сенатот. Бил многу богат и влијателен, имал 400 робови. И законот налагал, во таков случај, да бидат казнете со смрт сите робови. Бидејќи робот си губил господарот, сега сите робови треба да бидат убиени на имотот. И се се иницирала обштествена дебата, сенатот расправал и на крајот рекле тоа е законот. И ги убиле сите 400 робови. И тоа е контекст, значи тоа е средината, тоа е обштеството во тоа време. Имаме еден човек, роб, кој побегнал, дури од писмото може да се насети дека и украл од својот господар. И во исто време Павле го моли Филимон да му прости на побегнатиот роб, има се за тоа, тој изнесува причини, зошто да го направи. И таквиот, и доколку Филимон би му простил, тоа било преседан. Нешто невообичаено. И во Колоси таа вест би одекнала. Ете, сите веројатно знаеле дека Филимон загубил роб, му побегнал робот, го украл. И кога би чуле дека Филимон сега го примил назад, и тоа не само како роб, дури како свој брат, таа вест би одекнала, како пожар ке се рашири, и луѓето ќе се кажат што му текна се. Зошто го направи тоа? И кој е единствениот одговор? Ами тој верува во Христос. Тој е христијанин. И добро, што значи тоа? Оној во кого верува Христос ги учи своите следбеници дека треба да се љубат едни со други. Тоа е единствената причина. И гледам како еден ваков конфликт, еден ваков проблем отвара врати за Евангелието. Отвара врати, носи потенцијал во себе за да се прослави Бог. И не само Бог да се прослави, туку и да се види реалноста на Евангелието, дејството на благовестието во нашите животи. И не само тоа, туку и да отвори можности за Евангелието. И денес не е поинаку. И денес ние живееме во специфични, секогаш ќе се специфични односите во светот, таму си владее принципот врати на злото со зло. Таму си владее принципот за одмазда, за непријателство. А пак луѓето не наблюдуваат, сакале или не сакале, не знаат како христијани и го гледат нашиот живот. И тие гледат како ние се однесуваме, какви односи градиме со нив во светот, какви односи градиме меѓу нас, дома, во семејството, во соседството, со соседите, на работа со колегите, насекаде. И од тоа како ние се однесуваме, дали се однесуваме со добрина, со благост, со трпение и така натаму, тие забележуваат има ли разлика во однесувањето едни со други и со нив, има ли разлика што ние ја правиме заради нашата вера. И не случајно Христос го вели тоа во Јован 13:35. По тоа ќе ве познаат. Како ќе ве познаат дека сте мои ученици? Ако имате љубов еден кон друг. По тоа ќе ве познаат. Така, и во таа смисла ќе познаат, нели, дека сме Христови ученици, како едно средство за отварање на вратите на Евангелието. И во таа смисла, успехот на Евангелието зависи. Можностите за отварање на врати за Евангелието зависат од тие односи што ги градиме меѓу христијаните. И тоа е една од основните идеи, веројатно, тука во книгата Филимон, дека тие односи, угодни на Бог, побожни односи, го прославуваат прво Бог и ја покажуваат реалноста на Евангелието, силата на Евангелието
во нашите животи и отвараат можности. И тука не спомнувам, не кажувам дека тие правилни односи, тие побожни односи ќе значат и радост за нас, мир, хармонија, нели? Веројатно во мислите на човекот тоа е првото што би се, нели, појавил во умот. Да, добрите односи ќе значат и еден мирен и спокоен живот. Меѓутоа тоа не е првата и основна цел. Да, тоа е резултат, тоа ќе го имаме. И ние живееме во еден свет кој научи дека се е заради нас, дори и Бог и Библијата, за ние за да имаме еден така полн живот, за да го реализираме нашиот целосен потенцијал, да изградиме самодовербата, тоест да си го изживееме животот на најдобар начин, зашто се е за нас. Ние сме важните. Не, Библијата нема таков фокус. Фокусот на Библијата се е за Бог. Се е за да се прослави Бог. И таквите правилни побожни односи прво имаат за цел да го прослават Бог. Имаат за цел луѓето гледајќи го поинаквиот живот, него да го прослават и да се отвори врата за неговото евангелие. Тоа е главната причина поради која ние треба да градиме вистински односи меѓу нас, вистински односи насекаде. Луѓето да бидат привлечени кон Спасителот. Да се види таа разлика што Христос, заради верата во Него, ја прави во нашите животи. И да, секако ќе уживаме, ќе се насладуваме на хармонија, на тие правилни односи. Но се е прво за Негова слава и сведоштвото на Евангелието. И обратната страна овдека. Ако луѓето во светот гледаат во нашето однесување насекаде, дома, црква, конфликти, поделби, отфрлања, оговарања, расцепувања, тогаш тие ќе кренат рамен и кажат: тие си исти како нас. Каква е разликата? Нема никаква разлика. Не се разликуваат многу од нас. И ова писмо, во тој поглед е бисер, вистински бисер. Пример кој Павле ни го дава за градење на односи со Филимон во интерес на слугата Онисим. Градење, значи една, така кажеме, кауза во која на сите нивоа Павле, Онисим, Павле, Филимон, Филимон, Онисим, ќе има едни добри односи, кои сигурно ќе доведе и до прогресот на Евангелијата во Колоси. И не случайно Павле, кога пишува, го прочитавме текстот, ги вклучува и другите во црква. Сите свети ги вклучува во црквата во Колоси. Иако е лично писмото, Павле се обраќа на Филимон. Се однесува сите зборови, се што е, секој апел е кон него. Меѓутоа, на самиот почеток, тој ги вклучува и останатите во црква, зашто тој знае дека тој проблем, решавањето на тој проблем е прашање на целата заедница во црква. И дека тоа ќе донесе до едно заедничко, ќе придонесе едно заедничко црковно сведоштво. Целата црква ќе има сведоштво во светот. И можност Бог да се прослави и Евангелието да се расшири. Пред да поминеме, нели, на тие моменти, нели, во книгата, посланието е писмо, всушност многу лично е, не е структурирано така да можеме стих по стих да извлечуваме доктрини, да навлегуваме во теологија. Многу интимно е писмото, многу лично, но може да извлечеме принципи. Но пред да поминеме на тоа, на самото разгледување, јас сакал некои забелешки овдека, чисто во стиховите, да не се разясни сликата. Например, на вториот стих гледаме дека пишува и до Апфија
и Архип. Скоро сите се согласни дека Апфија е сопругата на Филимон, тоа е домашна црква. Павле се обреке до Филимон кој има домашна црква. Апфија и Архип. Архипа е спомнати во посланието до Колос, до колосјаните кој што го пишува, и таму Архип е спомнат како служител, но повеќето сметаат дека тоа е синот на Филимон кој е активно вклучен во службата на црквата. Они се ме спомнат, ќе видиме не случайно дури во 10-тиот стих, од кој многу говори Павле претходно. А пак интересно името Онисим. Името Онисим значи профит. Профитираш од нешто. Имаш некаква полза. И ова е абсурдот, парадоксот, всушност. Онисим носи загуба на својот господар, а самото име му значи добивка или некаква корист. Потоа во 80-тиот стих, кога Павле му вели, ако нешто ти сгрешил и ти е должен, префрли го тоа на моја сметка, јас ке ти плата. И веќе во следниот стих кажува, и еве со моја рака ти го пишувам. Знаем дека во претходните послания кои се пишани 5-6 години порано, како Павле има писар, зашто очите не гледа добро, но дека зима тој самиот, го зима перото, со своја рака да напише, за да даде уште поголем авторитет, тежина, да го увери, јас стојам, јас ке покрием се што треба, зашто да немаш ти никаква загуба. Потоа 21 стих изразува убеденост дека Филимон ќе го прими назад Онисим, и не само што ќе го прими, туку и многу повеќе, знаејќи дека ќе направиш повеќе од колку што ти велам. Не знаеме како завршува таа случка, но увереноста што Павле ја има, кон крајот на писмото, ни дава некакво право да веруваме дека Филимон го примил назад Онисим, и тоа не само како роб, туку и како брат. Не. Зашто Павле е многу уверен. Има некаква информација дека има спремност за тоа. И во 22 стих има една молба, приготви ми соба која ќе дојдам во Колос. Што значи дека Павле наближува крајот на судскиот процес. Павле има информација од адвокати, од обвинители, дека во негова корист ќе заврши. И тоа е еден од аргументите што се случува подоцна. Тој излегува од притворот и веројатно ги остваруваат намерите да оди до Шпанија. За не знам што би правил таму, Шпанија е латинска територија, тој со елините работи, не со латините, но како и да е. Тоест оди во полза на теоријата за двата притвори, двете затвореништва, едно 62, другото 65-66 година, кога и е екзекутиран. Тој не е толку важно. И последниот стих, 23-тиот, поздравите ги праќа од Епафрас, Марко, Аристарх, Димас и Лука. Димас во Тимотеј вели дека го напуштил, не знаеме дали е истиот Димас, но тука се покрај него Лука и Марко и Епафрас. Павле, Лука и Марко, тие тројца пишуваат некаде 70% од Новиот Завет. И тие се таму во Рим 2 години. За Лука знаеме, за Марко не знаеме колку време, што говори за оној интегритет на Новиот Завет. Тој не е напишан од луѓе кои се туку така. Лука имал можност да слуша и од Марко, кој слушал од Петар, бидејќи бил во друштвото на Петар долго време, бил со Варнава, кои се сведоци на Христовата служба на земјата. Тука е Павле, така да имаме еден збир на луѓе кои имаат добра основа за да ги пренесат автентично сите овие случувања од Христовото служење и животот на црквата. И така, не знаеме дали е остварил намерата да оди во Колос, изразува таква желба, најверојатно се случило тоа. Добро, ај сега да поминеме на она за кој што нели темата, не главната тема. Првото нешто што можеме да го видиме за тие односи, побожни или така натаму, е
оној 5 стих, во кој што Павле му кажува на Филимон: слушам за твојата љубов и вера кој имаш во Господ Исус и кон сите свети. Малку е конфузно преведено овдека, посебно интерпункцијата за пирката, што става после вера. Значи, слушам за твојата љубов и вера. И сега, таа љубов и вера имаш кон Господ Исус и кон сите свети. И испаѓа дека Филимон има љубов и вера има во Христос, ама вера има и во светиите. Павле користи вообичаен начин на структурирање на реченицата со паралелизам и ако направиме, тоа се вика екзегетска шема, структурата би била ваква. Главната мисла е: бидејќи слушам за твојата љубов кон сите свети, а во средината обично, нели, има дополнување кое е како некаква оска на која се гради тоа. Важна, нели? А важната оска е верата. Твојата вера во Господ Исус. Верата во Господ Исус е таа која прави ти да имаш љубов кон сите светии. Разбирате? Бидејќи имаш вера во Господ Исус, ти ги љубиш сите светии. Тоа е клучот. Една вера која преобразува. Вера која не прави поинакви. Да можеме да љубиме. И тоа не било како. Не како што се љубиме себе си. И синоќ зборавме пак за тоа. Денес често се слуша една пак егоистичка, современа фраза: ние треба да се научиме да се љубиме себе си, за да можеме да ги љубиме и другите. Не е библиско, тоа никаде не го пишува тоа во Библијата. Да, има на три места во Новиот Завет е сумиран целиот закон и пророците. Люби го Господ со сето своје срце и ближниот како себе си. Во еден од случаевите така го сумира законот и пророците еден фарисеј, книжник, доаѓа пред Исус и го прашува како да се спасам. И тој што пише во законот? И го сумира тоа. Тој на таков начин и Христос ми прави го тоа. А па кој е мојот ближен, нели? Следи прашањето. Во другите два случаеви фарисеи доаѓаат Христос да го прашат. Тоа е еден исти случај. Напишен е и во Марко и во Матеј, мислам. Еден фарисеј доаѓа го прашува Исус: ти што вели законот? И тој го следува тоа. И таа: добро, право велиш, му велат. Тоа е едно следување на Стариот Завет и законот и пророците. Никаде Христос не го даде тоа како модел на живење. Тоа беа разговорите меѓу него и фарисеите. Пред Христовото заминување, пред неговото апсење и потоа страдањето, тој им даде заповед на учениците, им рече: нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг, не како себе си, туку како што јас ве возлюбив. Така и вие да се љубите еден со друг. Да, ако го следиме законот, ако сме под законот, ќе го сведеме некако на тоа. Меѓутоа, Исус кој вели: вие сте над законот, не сте под законот, вие имате повисок стандард, тоа е Христовата заповед. Ке се љубите како што јас ве возлюбив. Ние можеме да учиме да се љубиме себе си, знаете ли зошто? Зашто ние во себе го имаме вградено законот на егото. И можеме многу добро да се љубиме самите себе си. Меѓутоа, да ги љубиме другите како што Христос ги возлюби и се даде себе си, за тоа е потребно верата која соединета со Духот во нас променува, преобразува. Тоа е стандардот
на љубовта. Верува Филимон во Христос и плодот е тоа љубов кон сите светии. Не можеме да градиме такви односи без верата во Христос. Без тој плод што Духот го раѓа во нас. Љубовта која не преобразува во примерот што Исус го кажа. До таа мера да бидеме спремни и животот да си го дадеме за другите. Да жртвуваме. Не само да го прежалиме егото. Не само да се спротивставиме на суетата. Не да ја ставиме на жртвеник. Многу повеќе, самите себе си. Да се предадеме за другите. И тоа сознание што Христос направи за нас. Дека тој животот си го даде, е таа основа, светлината, постојаното живење во светлината на таа вистина, нели, ни дава соодветна основа. Ние да градиме поинакви односи. Христос умре за нас. Зададе себе си. До таа мера не возлюби. И тоа е таа љубов која треба и ние да ја имаме. Понатаму, што прави друго, што може да го видиме овдека во посланијата. Ке кажеме и за Онисим се однесува тоа, меѓутоа во почетокот првиот дел истакнува постојано колку добар човек е Филимон, какви вредности има, каков придонес има за црквата, за Божјото дело, каков придонес има за останатите свети и колку Павле го цени тоа, колку го почитува тоа. Нели? Кратко е писмото, многу кратко е, 24 стиха, меѓутоа не пропушта многу да стави на тоа акцент, на тој факт, на вредноста и придонесот, вредноста на Филимон како служител и придонесот во црквата. Тоест, го фали и Филимон, го фали и Онисим. И се ние кажеме, ама не е добро да ги фалиме луѓето, треба Бог да го фалиме. Не е добро да ги фалиме луѓето, ако во тоа има содржано некакви манипулативни мотиви. Тоа не е добро. А ние многу често фалението, по фалбата, ја користиме со такви мотиви, за да ја придобиеме некако личноста. И тоа се покажува, се гледа, се разбира. Ке го разбира другата личност. Затоа подобро да не го правиме. Ми треба да учиме од Павле, од апостол Павле, кој знаел да ги пофали луѓето и да го признае придонесот, да го оцени тој придонес што го имат за Христос. Тој му се обраќа на Филимон како на возлюбен сотрудник, соработник, сакан соработник, нели? Благодари на Филимон за таа вера, нели, што ја има и љубов, таа вера во Христос и љубов кон сите светии. И му благодарам, вели, постојано на Бог за тоа во моите молитви, кога се молам за тебе. Има голема радост за тоа што и ние сме утешени, бидејќи твојата љубов успокои срца на многу светии. И ние сме радосни и ние сме утешени заради тоа. И продолжува да се моли за Филимон, постојано покажувајќи таа своја љубов кон акцентирајќи ја љубовта на Филимон кон светиите и во еден момент каже ај кон Онисим, расшири ја таа твоја љубов. Ти сите светии ги сакаш, има еден Онисим, кој исто така има потреба од твојата љубов. И ова не е ласкане. Прекомерното, нели, тука благодарење, пофалби, некој ќе се каже, ама тој му ласка сега. Не е тоа. Јас верувам дека Павле навистина го ценел животот на Филимон и тој тоа го покажува и на други места. Не е единствен. Не. Сега, убаво е
да се запрашаме. Бидејќи ние не сме култура која така знае да пофали луѓе. Дури и јас тоа, нели, сум си го поставил така како дилема. Ние немаме наш оригинален збор, некого да го охрабриш. Кажеш, браво, браво не е наш збор. Афер има. Или не знам. Кој има? Кој е нашиот збор да кажеме дека некој така, да го пофалиме? Те пофалувам. Тоа може би, не знам. Немаме збор. Зашто ме си такви? И некојаш кога ќе го направиме тоа, другиот ќе не погледна така зачудено и си мислиш срце в удар ли ќе добие се што се случува. Да ти е страв да пофалиш човек, зашто не е вообичаено да фали. Не, има ли човек кој ти послужил, ти бил подкрепа, напридонел во твојот живот? Од црква, дома, на работа. Така се градат угодните на Бог односи. Да го оцениме тоа, да бидеме благодарни за тоа. Понатаму молитва. Павле не пропушта да каже колку во своите... И се моли на 2 пати, 3 пати, тој вели се молам, се молам, се молам. Секогаш му благодарам на Бог, кога те спомнувам во молитвите своји. Секој пат вели кога ќе седам се молам, ми текнува за тебе, и му благодарам на Бог. Се моли за него. Зашто и благодарноста е дел од молитвата, нели? Ние имаме, и тоа е моето искуство, ќе признам, пракса кога ќе решиме да се молиме за некого, тоа го правиме зашто имаме некаква мака со тој. Господи, помогу, реши го тој проблем. Дали во молитвите благодариме, ги вклучуваме и бидејќи ни се за благослов во животот. Па еве, едноставно седнуваме и почнуваме, Господи, ти благодарам, го имам овој, сите се во црквата. Леле, колку си голем, слава ти, Господи, за тие луѓе кои што во црквата работат. Многу сум благодарен. И знаете ли, овдека Павле го кажува тоа, Филимон да го знае, дека се моли за него и благодари за него. Зошто да не знаат луѓето дека се молиме за нив? Тоа е охрабрување. И знаете ли она што сум го јас лично, и кога го прави, ако некому му кажеме, да, ние знаеме, повеќе да кажеме се молам брат, сестро за тебе, отколку нели да пофалиме. Но не знам, многу пати тоа кога го правиме, не прави, кога го кажуваме, не прави духовни да изгледаме. Јас гледаш, тако сум човек, што се молам. Ако навистина не се молите за некого, немојте да му кажувате дека се молите, или немојте да му кажувате дека ќе се молите понатаму за воиднина, ако немате намера да се молите. Зашто тоа само ве прави духовни и нема никаква суштина во сето тоа. Павле, верувам дека се молел. Верувам дека не е тоа само некаква таква манипулација. И знаете, молитвата е една основа, еден темел кој формира духовна врска. Јас тоа сум го забележал, кога се молам за некого, тешко е да се молиш искрено, навистина Бог го бараш да се вклучи во тој однос, во таа врска, и да остане лутината. Не одат тие работи заедно. Верувате, почнете ли да се молите за некого и си оди она што било во срцето насобрано. Горчина, лутина или така натаму. Во исто време, кога некој ќе ми каже дека се моли за мене, јас веќе ме променува тоа. Не можам да гледам на ист начин како што сум гледал можеби порано. Што молитвата не го менува само другиот, ние верувам, ние се молиме Бог да го промени другиот, кога има нешто, некаква тензија. Знаете ли, пред се молитвата нас не менува. А најмалку па Бог, никош Бог не го менува, Бог не се менува. Ние се молиме прво Бог да се смени, да го смениме Бог. Потоа сменетиот Бог да го смени другиот, и ако има потреба и ние да се смениме. Ама ние сме добри секогаш. Не, Бог не се менува. Ние не можеме да го смениме Бог. Тој е совршен.
Ние се менуваме во молитва. Молитвата нас не променува. И луѓето околу нас. Има тук уште една молитва, што тоа кажува, која малку теолошки е тешка за обяснување, не е разбирлива. И ако споредите 10 преводи, па и англиски, ќе видите дека секој верзија на Библија различно го преведува, зашто не е многу јасен. Користи зборови кои можат и така да се преведат. Имат повеќе значења тие зборови. И вели тамо и молам нашата заедничка вера да се покаже во тебе на дело во познанието на секој добро кој го има во Исус Христос. За кој се зборчината овдека? Прво зборчето заедничка вера. Не, тоа не е... Овдека имаме именка коинонија, кој значи заедништво, општење, заедничарење. Заедничарењето на верата или општењето што го имаме ние во верата, да се покаже во тебе на дело, во познанието. И тука зборот е епигноз, што значи знаење да имаш, кој е резултат на учење. Учиш и стекнуваш знаење. И на крајот, нели, во секој добро, на секој добро кој го има во Исус Христос. Јас се овев така да направам еден превод, кој мислам дека би одразила таа идеја. Тотално иста со оној преводот на English Standard Version, мислам беше. За тоа што ова зборче Н, дали е вакво за осознавање или преку осознавање, зашто зборчето Н значи, може значи за, преку, со, сите тие идеи се вклучени. Така, која идејата овдека? Се моли Павле, тоа заедништво што го имат сите во верата, да стане делотворно, да има плод. Како? И сега тука некои се решили да напишат за да има осознавање на секое добро, спознаме, да се учиме, да усвојуваме знаења за доброто што го имаме, за Христовото. И тука е Христовото зборот, без да има некаква именка. Христовото, општо нешто. Се преписава Христовата служба, за Христовото дело. Така да, молитвата на апостол Павле е тоа наше заедничарење. Ние се повеќе да осознаваме што се имаме во Христос, какви благодати имаме, секој добро имаме во Христовата служба, за Христовата служба, а с тоа растеш во тоа познание, тоа осознавање преку учење, прави да биде тоа наше општење делотворност, тоа што ќе има уште повеќе благодат, ќе има уште подобри односи, ќе има уште повеќе меѓу нас заедништво, служба, општење. Се тоа е вклучено во таа идеја. И тоа е молитвата на Павле. Се моли, ви имате вера, имате заедничар, имате љубов. И јас се молам да растете се повеќе во тоа, осознавајќи се што имате како ресурси во Христос за неговата служба, за уште повеќе да има благодат во вашиот живот. Уште повеќе да има, нели, дел, плод во сето тоа. Да. Значи, молитва, да се молиме едни за други. И нека знаат луѓето дека се молиме, да бидат охрабрени. Тоа е основа која гради добри врски, односи. Понатаму, она што можеме да го видиме овдека во начинот на кој Павле комуницира со Филимон, тој не користи заповеди. Нема глаголи во заповедна форма. Тој користи јазик на апел, на молба, на молитва. Иако му вели на Филимон, нешто е пропуштено. Го скокна, добро, да, така. Иако вели, имам во Христос голема слобода да ти заповедам што треба да правиш. Јас сум апостол. Црквата во Колос Павле не ја основал лично, но тоа пак резултат на неговата служба во Азија. Додека е во Ефес 2 години, таму се основа, имаше училиште, таму имаше ученици, таму тоа беше центар, воден од Павле, за ширењето на Евангелието во Азија.
И тој како Христов апостол може со авторитет да му се обрати и да му заповеда, да го примиш Онисим. Јас ти заповедам. Не, таков однос нема кај Павле. Иако можам, сепак од љубов кон тебе те молам, јас каков што сум, старецот Павле, а сега и затворник во Исуса Христа. Потоа во 10 стих вели, и те молам за моето чедо Онисим, што го роди во оковите своји. Во 14 стих вели, но без твоја согласност не сакав ништо да направам, за да биде твојата добрина, не како принуда, туку доброволна. Значи, јас сакам тоа простување, тоа прифаќање на Онисим да не биде насила. Јас сакам ти самиот да стигнеш до сознанието преку тоа, овој мој апел, и од срце да го направиш тоа. Зашто само тоа се цени пред Господ. Да биде твоето решение на крај. Да биде ти да ги изразиш тоа да се случи лекако желба. И ова што можеме исто така да го видиме од овие стихови, од начинот на кој пишува апостол Павле, дека тој многу малку рационални аргументи дава. Значи, тој може да почне со теологија. Ама ти христијанин ли си? Што те учеше тебе Христос? Јас што учев во Азија таму. Како треба да се однесувате? И да почне сега да реди точки. Да гради некаква рационална аргументација. Павле не го прави тоа интересно во посланието. Не, тој апелира и е многу, така, користи еуфемизми и некако не говори толку на разумот, колку на срцето, на чувствата. Например, од љубов кон тебе вели во 9 стих. Да. Од љубов кон тебе те молам јас, како што сум старецот Павле, а и сега затвореник во Исуса Христа. Посланието има само 24 стиха и дури 6 пати, во 6 стиха, Павле ги спомнува оковите и вели дека е старец. И во да му вели, јас старецот кој не гледам, еве и земав и да пишувам со перото. Јас со своја рака. И кој би одолеал, какво срце треба да има некој човек, да одолее, да се спротивстави на еден старец кој е во окови. Добро, не е во окови, но е во затвор. 6 пати Павле вели, јас сум во затвор, да знаеш дека од затворот го пишувам тоа. Па знае, 6 пати го спомнува тоа, се осврнува на тоа затворање. Не. И дотаму оди во тие своји, да кажеме, тој е емоционален притисок што сака да го направи, го представува Онисим како свое дете. Тоа е моје дете. И дури во еден момент вели, ти го праќам незад, прими го како моето срце. Исто како да ти го давам моето срце. До тамо оди. Обично, мажот си го дава срцето на жена, би го кажал тоа. Или некој жена, еве ти го давам моето срце. Павле го вели тоа. И тој нема никаква корист од сето тоа. Напротив, ке има само, тој треба да плати цена Павле за тоа. Во интерес на тие добри односи во Колос. Да се чуе во Колос дека еден господар му простил на еден роб, што е невозможно. Не е според законите и културата. Законот му дава право на Филимон сега да го убие Онисим. Законот му дава. Нема да сгреши според законот. И гледате како Павле се обраќа кон Филимон, какви зборови користи. И така се градат односи. Такви, угодни на Бог односи. Не со третирање на човек како куче. Седи, плас, седи. Океј, добро, куче. Ај сега, дај рака, дај нога, дај. Не, Павле не користи тако. Има авторитет. Не го користи авторитетот. Тој комуницира преку молба и така со еден
Mnogo, dori eufemizmi koristi mnogo ovde, kad, na primjer, u jedan moment veli, to je ponatom, ki ga vidim, diplomatijat. Diplomatija ili pravo kume v oči. To je ono što nije. Znate, kaj nas mnogo tako ima, ljudi koji velat, ja sam si takov. I to je kako dobrodetel. Jaz ne sam ta, nemam vlakna na jaziku, ne koristam beli rakavici. Takav treba, nije sme hristijan, da treba, tak, direktno, pravo kume v oči. Pavle nego koristi, to je ta strategija ovdeka. Među drugo to, ovo kako je se jedna zagrada, znate li дека liberalните теолози, со кои ни не се согласуваме, најмногу истигаат ова послание од сите останати на Павле. Тоа е предмет, послание кое е предмет така најчест за изучување од нивна страна, а пак конзервативните христијани го стават настрана. Како така најинтересно, што ќе научиме сега ние од тоа послание? Нема доктрини, нема ништо во него. Нема теологија. Да, тоа е некаков однос. Зошто го сакат либералните? Зашто во него има много алтруизам, хуманизам има. Но и ова послание е боговдахновено. И тоа послание е гласот на Бог кон нас и можеме многу да научиме од него. Ние сме изградили таква култура християнска, директно да ги кажуваме, работите во очи. Дори многу пати има и безчувствителност, безобразност и се гордееме со тоа. Не. Да, не треба да бидеме нејасни, двосмислени во комуникацијата. Зашто Павле во нито еден момент не го оправдува Онисим. Никаде не кажува, не, Онисим ништо не направил. Никаде не релативизира вина на Онисим. Но начинот на кој што гради, ја гради, да кажеме, не е заштита колку гради кој за да биде Онисим оправдан ли, не оправдан, туку извинет, да му биде простено и да биде прифатен, го прави на многу таков дипломатски начин. Со такт го прави тоа. Рековме, почнува со благодарностите, фалбите. Го ценам сето тоа. Му благодарам за тебе за сето тоа. И ти имаш многу љубов, гледам. Многу љубов имаш кон сите свети. И еве, јас ти го пишам тоа кој што сум во затвор, старец, има авторитет, но гледаш, јас сум со нежност, со емоции, го гради сето тоа и дури во 10-тиот стих, кога веќе читајќи, кога зима Филимон писано, почва чита и чита се убави работи за него. Се така омекнува, се охрабрува, го придобива некако. И дури во 10-тиот стих, за прв пат се спомнува Онисим. И тоа се во нашиот превод, не знам зашто таква е нашата конструкција, Онисим е на средината. Знаете дека во оригиналниот превод Онисим е на крајот на реченицата, дури на крајот. Значи Павле му вика, ти си, многу имаш љубов, многу свети си утешил, многу си добар сослужител, ние многу те љубиме. И во таа голема љубов кон сите свети јас тука имам едно чедо, јас го родив, додека сум во затворот, и пише, те молам, и сега, кога веќе го кажал сето, и те молам за моето чедо, што го родив во оковите своји Онисим. Тука дури е името Онисим. И јас сметам дека не случайно, тој не почнува првиот стих за Онисим. И од тука натаму сега тој говори за Онисим. Што се случило во меѓувреме со Онисим. И на крајот, а тој пак Павле, што ќе направи за Онисим. Интересно е како тој го прави Павле. Во продолжение потоа пишува промената. 11-тиот стих. Тој вели, некогаш беше непотребен за тебе. Не ти бил добар верен, не ти бил добар роб. А сега ни е многу попотребен и тебе и мене. Има промена во тој човек. Ти ако го примиш, не само ти, целата црква ќе има корист од него. Тој ќе биде благослов не само за твојот дом, тој ќе ти биде благослов и за црквата.
за таа домашна црква што има кај тебе. И на крајот, во таа дипломатија, така да кажеме, Павле вели, ја вклучува, не е јасно кажено, но има асоциација некако дека и Божјата промисла ја вклучува. И затоа во нашиот текст не е добро преведено, зашто можеби тој поради тоа се одвои. Не, глаголската форма е пасивна. Беше одвоен од тебе. И сега, реално, Онисим побегнал од Филимон. Но Павле не вели побегна. Зашто звучи потака некако. Користи еуфемизми, вели, затоа беше одвоен од тебе за малко време, зашто може Божјата воля да се случи тоа за малко време, за сега тој да ти остане за секогаш, да ти биде да има на крајот благослов, вистински благослов да имаш од овој роб. Некако што било пор. Тој можеби ќе останеше на имотот, ќе јадеше камшици и ќе ти беше инатлив, но еве што се случи. Се случи таа, беше одвоен, тој поверува и сега ќе ти остане таму и ќе ти биде многу корисен. Да. И пак ќе кажам, нити го ослободува Павле во вината што има Онисим, ниту пак се обидува да ја направи уште поголема таа вина. Не. Едноставно ги изнесува фактите, какви што се, користејќи јазик. Еден соодветен јазик. И на крајот, значи тоа добри односи. Добри, побожни односи. И на крајот, Павле, имаме тука една спремност за саможртва. Не можеме ние да градиме добри односи ако не сме спремни да жртвуваме. Во најмала мера суетата, повредената суета. Павле жртвувал многу повеќе. Многу повеќе. Вели, јас сакав да го задржам кај мене, за да ми служи место тебе во оковите што ги носам за Евангелието. Вели, јас многу сакам да, многу ми е корисен, но еве, за да имаш ти полза и црквата во Колос, јас го пуштам. Јас плаќам цена. Он ми е добар служител овдека. Ми врши многу работа, но еве, ќе се откажам од таа услуга. Потоа, во 80-тиот стих вели, ако пак во нешто ти изгрешил или ти е должен, јас ќе го платам тоа. Не била сигурно мала таа штета. Во која смисла? Работата ти работи во домот. Не може Павле да му речеме тоа, пиши му го како неплатено отсуство од работа, како неплатен одмор. Немало неплатен одмор за робовите. Тој секој ден треба да таму секој ден да работи. И секој ден кога не е на работа, значи загуба за Господарот. За сето тоа време додека тој не е таму, сите тие денови се всушност загуба за Господарот. Јас сите тие денови ќе ти ги платам. И она што ти го зел, и тоа ќе го покријам. Многу голема цена треба да плати овдека Павле за тие добри односи. А пак, не му било лесно пак и на Филимон, сигурно. Да, тој, ако го прифати, Онисим, тоа ќе биде големо сведоштво за Евангелието, големо прославување на Бог. Меѓутоа, тој преседан може да создаде пак некаков протест, револт кај останатите господари. Чекај сега, тој пример не е добар. Другите роби може да кажеш, така ли се, не. Тоа е ризично. Тоа треба вера да се направи тој чекор. Така да и Онисим, и Филимон треба да го направи тој чекор. А и за Онисим исто така има некаква цена што треба да ја плати. Тој може да се остане и да му кажеш на Павле, не се враќам. Јас тука ќе се, ево затвор покрај тебе, ќе ти помагам. Зашто ако се вратам сега таму, јас пак ќе станам роб. Јас се враќам пак во тие односи, економски и социјални. Но очигледно дека Онисим, сега како верник, е свесен. И тој не само што е спремен да се врати, тој веќе, враќајќи се таму, знае што треба да прави. Дури има ризик Филимон да сака да се одмсти
Не знаеме. Никој ништо не му гарантира. Не знаеме како завршува сето тоа. Меѓутоа, ова што го имаме како текст говори доволно да учиме за тие принципи. Да. Така да се плаќа, да се градат тие односи се плаќа. И тоа е христијанството. Умирање, секојдневно умирање. И треба да умираме секојдневно за себе си, да живееме за Христос и така се гради обштението. Така се гради заедницата. И со луѓето во светот исто така. За жал нам не недостига тој такт. Многу пати нам ни недостасува односот на молба повеќе кон грешните. Ние повеќе прибегнуваме кон осуда, кон изолација, кон стигматизирање и дори до таму што ние христијаните станавме непријатели на некои категории луѓе. Отворени непријатели станавме. Зашто сметаме дека тие се грешници кои не заслужуваат никаква милост и благодат. И тие луѓе, аз не знам зашто би дошле да барат помош некој ден од црквата, од христијаните, гледајќи го односот на непријателство што го има црквата кон нив. Не. Павле градеше друг вид односи. И црквата ќе профитира овдека. Жртвувајќи Павле, жртвувајќи Филимон и жртвувајќи Онисим, се да и добиваат на крајот. И тоа многу повеќе отколку што ќе загубат. И на крајот на краишта црквата ќе добие еден член кој ќе биде, како што Павле вели, многу корисен за црквата. И на крајот не може без благодата. Павле го почнува посланието со Божјата благодат и го завршува посланието со Божјата благодат. Благодат вам и мир од Бога, нашиот Отец, и од Господ Исус Христос. 24 стих. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со вашиот дух. Зошто го прави тоа Павле? И тоа е во таа цел во служба на градење на тие добри односи. Павле односите со Бог ги гради на благодат. Ние ги градиме односите со Бог на основата на благодат. Нема друга основа за да градиме односи со Бог. Ама и нема друга основа да градиме односи едни кон други. Благодатта е основата. Може би Филимон ќе си каже, како што и многу пати знаеме да кажеме, ама тие не заслужуваат благодат. Ами точно тоа е благодатта. Благодатта не се заслужува. Благодатта се дава така. И Павле на почетокот почнува и завршува со благодатта. Благодатта нека биде основата на твоето действување кон Онисим. Ти си добар кон сите свети, си утешил сите свети, си ги утешил. Има уште еден. Да знаеш, има уште еден светија, Онисим. И тој има потреба од твојата љубов. Тој има потреба од твојата утеха. Да. Ако нам не била покажена благодат, треба ние да ја покажеме. Сакаме повеќе благодат, ќе треба да даваме повеќе благодат. Да не ја забораваме таа вистина дека благодата не се заслужува. Тоа е го заклучок. Кога пееме песни. По петок бевме еден така пријатен настан, еден јубилеј, и таму имаше спомен како меморијам за двајца служители, едниот Симо Ралиевич, кои се заминаа скоро, и еден друг Джереми Маршал. И песна една, ајде испееме сега, песна за тоа, нели, на небото, како се видиме таму, колку ќе биде убаво. Не. И ние многу пати, леле как таму ќе биде, Павле ке е таму, Даниел ке е таму, нели, колку ќе биде убаво на небото. Да, ама ние треба и тука да живееме како што сакаме да живееме на небото. Многу убаво таму да се живее на небото. Да ги гледаме сите тие свети од Библијата.
Ама за да стигнем тамо, трябва да живеем Божията благодат и тука да ги градиме. Тие односи. Тешко е. Има тешки луѓе, меѓутоа да не забораваме дека тие ресурси што ги имаме во верата во Христос, тоа заедничарење во верата во Христос, се предоволни за да се постигнува тоа. За да имаме таа сила да кажеме добро за другиот, да го поставиме како погорни, да го поставиме повисоко од нас, да го пофалиме, да се молиме, да кажеме добар збор, да бидеме нежни, не само директно, нели, туку и да кажеме, да изразиме својата љубов и да действуваме на таа Божја благодат. И на крајот да платиме цената. Да, секој ще плаќа цената. Нека Господ ни помага во тоа, за тој се прослави на крајот и да покаже дека Евангелието е реално во нашиот живот. Дека тоа действува. Живо е Божиот збор е жив, Божиото Слово е живо. И така во тоа изучување, кој е основно прашање, е пак што на крајот останува, се наметнува е што градиме, како градиме, какви односи градиме. Видејќи од тоа ќе се зависи дали ќе се прослави Бог и ќе се видели реалноста на Евангелието кој треба, нели, да се проповеда околу нас. Господ да не благослови и да ни дава сила, да ни дава мудрост, копнеш да живееме вистински правилни основи заради Него. Амин.